Неодамнешна анкета јасно покажа дека само 41% од младите во Македонија позитивно ја перципираат Европската Унија, а дури 24% имаат негативно мислење за неа. Со неутрален став се останатите 35% од македонската младина. Овие бројки јасно покажуваат дека кај младите има значено разочарување кон Унијата, за која со децении ни се кажува дека е единствената опција за Македонија. Ова треба да ги подзамисли властите во Скопје и комесарите во Брисел. На младината во Македонија треба да ѝ се покаже јасна перспектива. Флоскулите за рајот кој следи од евробирократите и од македонските политичари очигледно не помагаат. Скопје треба да ги прави реформите и да се бори против корупцијата, а Брисел треба да престане со наметнување на ветото кон нашата земја за се и сешто и воедно да дава лажни ветувања дека само уште ова направете го и ќе влезете во Европската Унија. Ако овие работи не се поправат, очигледно е дека ќе предизвикаат македонската младина се повеќе да престанува да ја гледа иднината на својата земја во ЕУ. Младите очекуваат искреност и вистинска демократија од Брисел, а работа и борба против корупцијата се очекува од македонската влада. Конечно, македонската јавност дочека од представници на новите локални власти да почнат со рационализирање на трошоците кои биле непотребни низ годините наназад. Па така градоначалникот на Битола им наредил на директорите на општинските јавни предпријатија да достават конкретни предлози за намалување на управните одбори. И градоначалникот на Струга вчера најави продажба на службениот автомобил и дека ќе го користи своето приватно возило. Истовремено тој почел и со отпуштање на сите вработени кои не доаѓале на работа, а земале плата. Во Скопје таквата метла за неработниците уште првиот ден ја замавна и Орце Георгиевски, кој кажа дека се откриени и отпуштени околу 500 фантомски работници. Ги имало само на картија, но не и на работното место. Ова е добар почетен позитивен бран. Ке продолжат ли и тројцата градоначалници уште да чистат? Ќе ги зафати ли овој бран и другите општини? Доста е од нерационални трошења за да се задоволат партиски џаболебари. Општинските буџети и онака се тенки, а проблеми за решавање има многу. Парите на граѓаните мора да се ставени во функција на подобри општини. Доста е од гломазни управни и надзорни одбори чии членови земаат дебели паушали, а скоро и ништо не сработуваат. Инаку убаво би било бранот на чистка на неработниците да ја зафати и централната власт. Во македонските училишта се позачестено е меѓуврсничкото вербално и физичко малтретирање. Минатата недела во едно скопско училиште децата сами се организирале да изработат проект на тема булинг, па направиле анонимна анкета меѓу соучениците. Што кажале тие не ни е познато, но очигледно е дека децата самите решиле да си бараат спас од разните типови на малтретирање, па дури и преку интернет. Родителите се загрижени, училиштата кажуваат дека имаат правилници и тимови за превенција, а Министерството најавува програми за заштита на учениците. Но дали е тоа доволно? Насилството според психолозите најчесто се случува за време на одмори во ходниците, со облекувалните и на социјалните мрежи, што го отежнува спречувањето од страна на наставниците. Започнува како шега, но неретко завршува со сериозни последици по самодовербата и психичкото здравје на децата. Конкретни случаи покажуваат дека булинг вршат најмногу децата кои имаат емоционални проблеми или се изложени на насилство дома. Проблемот не може да се реши без заедничко действување на семејството, училиштето и општеството. Затоа треба да се разговара почесто. Ставањето под тепих на ваквите девијации не е решение. Напротив, девијациите стануваат поголеми, а жртви се обично мирните и повлечени деца. По вчерашните разногласија дали се укинати или се стопирани европските средства од ИПАРД програмата, денеска премиерот Христијан Мицкоски ја разјасни работата. Тој изјави дека самиот побарал од Министерството за финансии привремено да ја запре исплатата затоа што има индиции дека последниот случај со апсењето на директорот на Агенцијата за поддршка на земјоделството Илија Стоилев не е изолиран случај. Од Брисел ја поздравија нашата акција и очекуваат ова да се расчисти до крај, изјави Мицкоски. Вчера најпрво од СДСМ критикуваа дека средствата се укинати, па министерот за земјоделие Трипуновски рече дека тоа не е вистина, за при крај на денот Министерството за финансии да соопшти дека е прекината исплатата на средствата додека не се испита целиот случај. За потсетување, пред неколку дена за земање мито од апликант што не исполнувал услов да добие средства, беше уапсен директорот Илија Стоилев и уште неколку други лица. Судот им одреди притвор.
Две странски компании од автомобилската индустрија најавија дека ќе ја напуштат Македонија. Американската компанија Aptiv, која произведува електронски компоненти за автомобилската индустрија, ќе ја затвори својата фабрика во Скопје најдоцна до крајот на 2026 година. Уште една американска компанија, Dura Automotive Systems, објави дека ќе го прекине своето производство во Македонија поради намалување на нарачките од главниот клиент, што довело до финансиски притисок и невозможност за одржување на тековните производствени капацитети. Двете компании функционираат во Скопската технолошко-индустријска зона Бунарџик. Премиерот Христијан Мицкоски изјави дека е нормално компании да си одат и да доаѓаат, да се отвораат и затвораат. Тој најави дека до нова година ќе се склучат договори со неколку нови странски компании кои ќе отворат околу 1000 работни места. Македонија очекува нов инвестициски бран. Ова го најави премиерот Христијан Мицкоски при посета на компанијата Костел, која најави нов инвестициски циклус за следната 2026 година од 30 милиони евра и нови 200 работни места. До крајот на годинава се очекува 4 до 5 компании да потпишат договори за отворање своји капацитети во земјава, во кои би биле вработени околу 1000 луѓе, изјави премиерот. Тој посочи оти се покажало дека Македонија е една од најконкурентните земји во Европа за инвестирање, што го покажувале бројките. Ке има нови компании, некои ќе се отвораат, некои ќе се затвораат, но ние како влада сме тука да работиме за интересите на граѓаните и на државата и убеден сум дека со поддршката што ја даваме сме конкурентни, рече Мицкоски. Македонските фудбалски репрезентативци се собраа во Скопје пред последниот надпревар од квалификациите за пласман на светското првенство 2026. На 18 ноември во Кардиф против Велс ќе им биде доволно и нерешено за да го освојат второто место во групата и да имаат нешто полесен пат во баражот за толку посакуваниот пласман на Мондијалот. Дури и со пораз, баражот, претходно преку Лигата на нации, им е веќе обезбеден, но од тогаш би добиле потежок противник во првото коло од плејофот. Селекторот Боби Милевски повика 28 фудбалери. На овој собор поради повреда отсуствува стандардниот Алиовски, но во репрезентацијата се вратија Димовски, Ќамили и Трапановски. Поранешната хрватска министерка за регионален развој и европски фондови Габриела Жалак синоќа се пријави во загребскиот затвор Реметинац, за да ја отслужи казната од 2 години и 7 месеци. Таа е осудена за 2 случаи на злоупотреба на службената положба за јавна набавка на софтвер, како и за приватно трошење пари од Европската Унија. И во двата случаи таа ја призна вината. По првичниот престој во Реметинац таа ќе биде префрлена во женскиот затвор во Пожега, реновиран со средства од Европската Унија. Официјална Москва изјави дека сака војната во Украина да заврши, но тоа е можно само кога Русија ќе ги оствари зацртаните цели. Од Кремљ истакнува дека сакаат крај на војната преку политички и дипломатски средства, а одговорноста за застојот во преговорите ја префрли на другите земји. Претседателот Владимир Путин потврди во август оваа година дека условите за прекин на војната објавени уште во летото 2024 остануваат непроменети. Меѓу клучните барања се повлекување на украинските сили од Донбас, Украина да се откаже од членството во НАТО, да воспостави нуклеарен статус и да се укинат меѓународните санкции. Само 18% од германските гласачи пак би го гласале Фридрих Мерц за канцелар, покажаа резултатите од анкетата направена за телевизијата RTL. Падот на рейтингот на Мерц е евидентен и меѓу поддржувачите на неговата ЦДУ, кога 41% од членството не се согласило со негова нова кандидатура. Мерц ја презеде функцијата премиер на Германија во мај годинава во услови на жестоки политички дебати и внатрешни борби околу прашањата како што се миграцијата, фискалната политика и можното воведување на воена служба поради зголемените тензии со Русија. Европската Унија започнува активности околу формирање нова разузнавачка единица која ќе биде под раководство на претседателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен. Како што објави Financial Times, целта била подобрување на користењето на информациите собрани од националните шпионски агенции. Според вестникот, единицата ќе биде формирана во рамките на секретаријатот на комисијата и планира да ги собере представниците од различни делови на разузнавачката заедница на Европската Унија.
за собирање и анализа на разузнавачки информации за заеднички цели. Председателот на САД, Доналд Трамп, му се закани на BBC со тужба од $1.000.000 и им даде рок до петок да ги исправат грешките во спорниот видеоприлог и да посочат кој директно е одговорен за тоа. Вчера генералниот директор на британскиот јавен ТВ сервис поднесе оставка по обзнанувањата дека медиумот ги довел гледачите во заблуда со изменета верзија на говор на Трамп, каде што надвор од било какви новинарски стандарди биле лепени делови од неков говор со што се создал впечаток дека тој повикувал своји поддржувачи да упаднат во Капитол. И руските државни медиуми го прокоментираа овој скандал со опишување дека е време шефовите на BBC да поднесат одговорност и за континуираната русофобија во последната деценија. Синот на убиениот либиски лидер Моамер Ел Гадафи, Ханибал, е ослободен од либански затвор по 10 години поминати во притвор. Адвокатите на Гадафи соопштија дека бил ослободен со кауција од $900.000 американски долари, иако претходно судот бараше гаранција од $11 милиони. 50-годишниот Гадафи беше уапсен во 2015 година и обвинет за криење информации за исчезнување на шиитски лидер во 1978 година.